Стадион. Емисија за вашата вистина. Го имаме на линија Ленин Јовановски. Нокни волци, господин Јовановски, дали се слушаме? Јас вас не слушам. Добар ден, како сте? Добри ли сте? Добар ден. Добро, еве, тука сум на ваше барање. Да не испадне дека Јовановски... се јавувам, немам, значи, никогаш такви намери да се вклучувам со телефонски јавувања ниту на радио, ниту на телевизија, која е на некоја тема, па да сакам слушателите да разберат дека вие ме побарате за некако коментари и стојам на располагање. Повелете, вашиот пријател Путин, цел свет тврди дека е крвник, дека ова што го прави е катастрофа. Дали вашето пријателство се уште трае? Нешто малку со причини ве слушав, меѓутоа нешто спомнавте некој мој пријател крвник, такви пријатели немам во животот. Ако колку што успеав да разберам, бидејќи не можев да пратам емисијава, бев на еден претходен состанок, колку што ме информиравте, разговарате на тема Украина и овие случувања што се во Украина. И не знам, гледам и по медиумиве цело време сите критики околу оваа специјална операција на руската војска на украинска територија се насочуваат кон еден човек, председателот на Русија Путин, иако дури ни царства, ни најголемите диктаторства во некои земји кога биле, не биле никогаш единствени одлуки, можеби формално, правно биле донесени од царот, да кажеме, или сега од председателот, или оние и во Америка што ги носи председателот, сигурно не се донесени како единствена желба, него се донесени врз основа на некои околности и врз основа на некои советници што ги има таму, бидејќи Путин не влезе сам во Украина како некој специјалец, па таму сега да прави било што сака, туку таму е влезена војската на Русија со сите оние нели хиерархии, генерали, поддржана веројатно од народот што е избрал таа власт што е моментално и е влезена со одредена причина. Сигурно не е заради тоа што на некој му се сонило или сакал баш на овој начин да го решава проблемот. Значи се работи за една долгогодишна провокација од страна на украинските власти, украинската војска, која што 7 години врши терор на населението во Донецк, Луганск. И за жал, оние што биле позаинтересирани, можеби ја прателе ситуацијата, меѓутоа воопшто светот овие 7 години не дигна паника заради убиените цивили таму, палените цивили, жени, убивани деца, масовни гробници. Значи 7 години терор, живење без струја, без вода, без храна, во воени услови. И сега наеднаш кога има реакција од страна на Русија за целата таква состојба, веднаш се смени вокабуларот и сега имаме таму според сите медиуми една агресија која што решава одреден проблем. Никој не е за война, никој не е за војни дејства, никој не е за... Ме слушате ли? Ало? Ме слушате? Да. Има една сентенца вели вака: многу полошо од тоа да ти прави некој неправда е ти да му правиш неправда некому. Тоа е едната работа. Втората работа, вие сте поврзани со јавниот транспорт, со автобуси од Украина. Се уште се возат автобусите што ги добивме пред 10 години, односно ги купивме. Понатаму, вие сте автор на книга Тероризам. Така. Дали ова што се случува сега во Украина, инвазијата, е државен тероризам од страна на Русија или
последните 2 дена се користи терминот нуклеарен тероризам заради нападите, гранатирањето на нуклеарката во Запорожје, односно во близина на Запорожје. И трето, Па не знам дали значи ли ако имаме несогласување со некоја држава поголема од нас, требаше и Грција претходно, и Бугарија со воени средства да ги решат тие несогласувања. Повелете. Неспоредливо е нашиот проблем наметнат од соседите не е онаков што се случува тоа во Украина. Ја споменав. Значи, во Украина гинат невини луѓе, цивили, пола на Украина е на границите на Донецк, Луганск и таму се врши невиден терор 7 години. Значи, злогласните батальони на Азов вршат невиден геноцид на тоа население таму, каде што жртви имаме жени, деца, и 7 години некој молчи, некој 7 години предупредува дека состојбата е неподнослива. Веднаш година дена, мислам дека после првите конфликти тамо се случи, после она забранување користење на руски јазик и други некои цензури што ги направи за руското население тамо власта која што дојде, се потпише и Минскиот договор, кој што 6 години не е почитуван од страна на Украина. Значи, не зборуваме за политички терор со политички средства како што нам тоа ни се прави денеска од страна на Грција и на Бугарија. Значи, зборуваме за употреба на војска, воена сила, фашистички единици кои што ги гледаме со какви методи користат и се однесуваат, бидејќи достапни се видеа од тие се фалат со тоа дека се многу успешни што го прават. Друго, околу нуклеарната централа, ако пратевте, може да имаме и друга вистина, дека пожарот е предизвикан од диверзантска група на Украина, на украинската војска, и дека пожарот е згаснат и локализиран од страна на руските војници. Она што го зборувате за тероризам, нуклеарен тероризам, може би во моментот да има секакви формулации, бидејќи знаете што големите сили секогаш си избираат некаква формулација што им одговара, како што беше загина преку 2500 цивилни жртви во бомбардирањето на Србија и на Белград, и тие си го измислија терминот колатерална штета. Сега се измислуваат нуклеарен тероризам, а она што сега се случува како терор и за кој што никој не изборува, јас го нареков во едно мое пишување демократски тероризам сега, значи тероризам на демократија, еден нов вид каде што мерките кои што се спроведуваат од страна на НАТО и Европската Унија спрема невиното руско население задираат во туризмот, значи задираат во спортистите, задираат во културата, задираат во економијата, во нормалното живење и задираат и до сите нас. Знаете што се случува и тука, каква паника се создава, која што произлегува токму од оние санкции кои што НАТО и Европската Унија ги спроведува спрема Русија, спрема пак невиното население. Нека ги спроведат лично спрема Путин, ако веќе гледаме дека тој како некаков центар или објект е, тој е ваквиот, тој е онаквиот, значи Путин не е рускиот народ, не е руската војска, него Путин е виновникот и ако е тој, нека се концентрираат санкциите лично спрема него, спрема неговиот имот, спрема неговото богатство, што кажува дека не знам колкаво било, нека одат, нека му го одземат. Меѓутоа во случајот не е баш така еднострано и не треба така еднострано да се гледат работите, го гледаме тероризмот. Господине Јовановски, зошто како нотни волци, како моторџи не испратите порака за мир, да излезете јавно да го кажете тоа? Како? Зошто како моторџиска фела е така да ве наречам, како нотни волци, до сите ваши пријатели во Русија и во Украина ги имате, не испратите мировна порака за прекин на војните действија и за преговори, за разговори, за мирно решавање на конфликтот? Ние во рамки на нашето делување, ако веќе ме прашувате сега како нотни волци, значи до сега зборувам личен став и гледање на работите,
Ако ме прашувате како ноќни волци, веќе сме го направиле тоа. Ние имаме наши браќа кои што се веќе загинати таму во претходниве 7 години. Значи наши деца, наши внуци што живеат таму и што веќе страдале, и ние најмалку сакаме тоа да се случува на било кого, пошто нашите браќа го осетиле тоа на своја сопствена кожа. Ние имаме наши моторџиски оделенија секаде во Украина и претходно имавме и во Киев, и ние значи ние си ги чувствуваме сите тие како браќа. Ние на ова гледаме како братоубиствена војна која што е поттикната од некои околности кои што треба реално да ги видиме и реално да се кажат. Значи, завземањето сега на страна дека едните кога убиваат не се убици, а другите кога ќе пробаат да се одбранат дека тие се тогаш всушност убиците, е некоректно најмалку. Вие преска споменате, ако ми дојдат мене сега, ако не нападнат, не знам, воено појаки држави како што спомнавте грците или бугарите, или ќе дојдат дома, ќе ме нападнат и вие ќе мора да се браните, не треба да се предадете. Токму тоа е поентата, меѓутоа кога ја гледате од другата страна. Вие дали како, ако дадем еден таков по-прост пример за пошироката јавност, слушателите да слушнат, ако вашиот брат живее во соседна куќа кој што ја дели со уште неколку станари или во некоја зграда, и вие гледате дека на вашиот брат му ја силуваат жената, му убија едно дете, и тоа предупредувате дека не е добро, се обидувате со договор некако да ги смирите, да не се кавгаат, да не се караат тамо, да најдат заеднички јазик, тој терор продолжува, ви го убиваат и другиот внук, ви го убиваат и братот, и вие ќе седите како сосед на братот, ќе седите тука како посматрачи, нема да изреагирате да спречите ширење на една таква омрза. Значи, зашто никој не ги спомнува, не знам дали претходно зборете, пошто реков не бев вклучен, зашто не се спомнува? Украинците не се фашисти. Фашистички батальони има дел од украинците, дел од украинскиот народ, кој што се минорна, многу помала група на луѓе која што поддржува фашизам, прави злостор. Државата како држава, значи не сме една европска држава, Украина која што има и полициски војни капацитети, не може да си дозволи да дивеат фашистички хорди на незина територија ако зборуваме дека имаат сериозно раководство. Не може вие да дозволите. Сака Гајдов сака да ме праша нешто. Гајдов сака да ме праша нешто. Повели Гајдов. Единицата Лавови. Јовановски. Кратко само Гајдов сака да ме праша, па да завршуваме. Повели Гајдов. Кога прв пат се видовме на матка на европскиот шампион во кајак, ви честитав што во Белград на фудбалски меч Русија-Србија седевте до Путин. И ве прашав кога ќе го донесете во Скопје. Вие рековте многу скоро и од тоа ништо не бидна, иако, например, јас преку рускиот амбасадор во Скопје Сатурјан, што ми беше пријател, дури бараше да му напишам прашање на Путин, што ми беше многу симпатичен, зашто обичен граѓанин на Петерсбург стана председател на Русија. Иако Македонија не беше во НАТО, Путин не дојде во Скопје, нити мене ми даде интервју. А Сатур, која бил кај Путин да му ја покаже книгата на македонски јазик, што ја издадува овде и промовираше председател Трајковски, Путин во прво лице, на масата на Путин била папката Македонија и Путин рекол, секош Македонија е пред мене. Ако е така, зошто не инсистира да пример ќе ви кажам, јас лично разговарав со него, лично, директно имам разговарано со него за неговото доаѓање во Македонија. Тој недвосмислено ми кажа дека има голема желба да ја посети, меѓутоа за тоа треба да се создадат услови. Тоа подразбира по тоа, треба повеќе од мене да знаете, бидејќи вие сте многу поискусни, имате многу повеќе контакти. Значи, тоа подразбира дека треба да се обезбедат доволно безбедносни услови за да ја посети Македонија и уште поважно што е можеби од тој момент, бидејќи они можат тоа да го организираат во рамки на нивните безбедносни структури,
Поважно е дека некој официјален представник на Македонија, значи зборуваме председател, премиер, треба да ве покани и да покаже дека ве смета за пријател. Во случајов, ние имаме континуирани напади од било која власт во Македонија против руската политика, против некакво си измислено руско влијание во Македонија. Цело време они бркаат некои вампири руски од Македонија кои што влијаат на политиката, замислете на очиглед на се она што се случува и кои што сите како обични граѓани го гледаме, кој командува во Македонија, кој ги поставува политичарите, кој ги разрешува, кој ги апси. Значи јасно ни е кое е влијанието тука и ја затоа немам двојба и мене ми забележи Васко Ефтов во емисијата што бев кај него, што рече ти да не менјаш страна. Не можам ја да не можам да менјам страна или не менјам ја страна и ставови, меѓутоа географската позиција и военото окружување на Македонија во моментов такво како што е, односно што е со години наназад, е НАТО и Европската унија. Ние може да се правиме безглесави, може да имаме луѓе кои што сакаме одека што не им се допаѓа тоа, меѓутоа тоа е нашата реалност. Ние нема да земеме оружје да се бориме против тоа, кога тоа е сосема јасна ситуација, не може сите страни да се окружени со НАТО и со Европска унија и вие сега да барате некаква, не знам, руска врска или да поврзувате. И сега политичарите за да се додворат и за кој како да се дограби до власт, зборува за некакво си руско влијание, дека они еве спречуваат не знам, руски пари што влегуваат во Македонија, руски агенти, па го фатив на овој, разговарал со оној, па ќе го протераме и така натаму. Многу провидно, многу смешно, многу несериозно, како што се несериозни сега изјавиве на нашиве државници кои што за кризала директно му се обраќаат на Путин, се многу смешни, им се смее цел народ. Не знам тоа колку го гледате и како тоа смешно изгледа, и тоа некој треба да го каже и да го говори. Сега моментално многу малку луѓе ќе ви зборат на оваа тема заради тоа што се плашат. Ние сме и генерално како народ така плашливи, затоа ни се случува да ние на бела маса не знаеме да се испреговараме како што треба. Дури не знаеме да испреговараме, значи не зборуваме да ние се заканиме со некаква. Добро, дали за крај ќе кажете осуда на овие воени действија? Значи ние се што ќе ни кажат, се ќе го направиме. А дека не сака да не примат во Европска унија, факт е дека не сакаат, не се ни Грција, ни Бугарија проблем, да не. Добро да го ставиме. Јовановски, само уште едно кратко прашање, нема многу време. Повели Гајдо. Слушайте, господин Јовановски. Да. Дали вие знаете дека председателот Иванов, кој бил кај Путин на гости, го поканил да дојде? Вие гледам не сте информирани. Второ, знам. Дали се сеќавате на 16 мај 2016, 15, пред собранието на Македонија, на големиот собир на ВМРО-ДПМНЕ, илјадници македонски граѓани носе мајци со сликата на Путин и руски државни и црковни знамења. А тоа беше повод Путин да го викне Никола Груевски во Сент Петерсбург на така наречениот источен Давос и имаше слики во цел свет како нашиот премиер Никола Груевски седи со Путин и со Кисинџер. Дали имате информација дека Путин ја има одбиено поканата? Самиот доказ дека не дошол овде, значи ја има одбиено. Не е така. Јас ќе ви кажам, значи, господине Гајдов, вие сте, пак ќе кажам, ве почитувам многу поискусен од мене, дури ми е непријатно да ви контрирам заради тоа што ви го почитувам и знаењето и искуството и сега кој сум јас вас да ви пркосам или да ви контрирам во тој дел, меѓутоа веројатно не знаете, можеби или еве како што сте запознати со официјалниот дел од нештата и она што е објавено, не ги знаете можда многу работи кои што се зад кулисите, да кажем, или зад јавноста, кои што не овозможиле
доволно услови за да може Путин да дојде во Македонија, иако дојде, знаете, исто на покана на председателот, беше отец Тихон, кој што е духовен отец на Путин, еден од луѓето кои што му се најголема доверба и човек преку кој што Путин се исповеда. Значи беше во Македонија, беше пречекан само од мене и од рускиот амбасадор. Никакви други, да кажам, почести не му беа дадени, а со оглед на тоа што бев поголемиот дел со него, немаше, да кажам, некаков соодветен третман. Ако се сеќавате, он Несветија свети книгата ја промовираше тука. Тоа беше еден многу добар сигнал да ја испоштува поканата на председателот, да дојде тука во услови кога знаете колку имаме проблеми со православната црква, да го направи тоа во Скопје, да ја прошета Македонија, да исконтактира со сите свештени лица од висок ранг што се кај нас, да испромовира книгата и после тоа да не се случи апсолутно ништо. Само еден момент, само еден момент. Немаме време повеќе, Зашто господине Лазаровски пред 15 години другот Владимир Владимирович Путин беше во Софија да одбележи 3. Сан Стефанска Бугарија? Како можеш тамо да дојде? Колку не сака Путин, колку е сака Македонија. Повеќе сака секако Бугарија, поголема е, море има. Ајде, кратко една реченица и да завршиме со мировна порака. Сепак, без разлика што не се согласуваме за актуелната состојба, мислам дека мирот сите треба да го сакаме и да се бориме за тоа. Ја сака Путин. Значи, и Бугарија сака Путин и зависи како ја сака. И зависи зашто сепак зборуваме за еден политичар од највисок ранг, зборуваме за човек кој што е председател на една од најмоćните држави во светот и дека дел од неговото функционирање е политика, не е емоција, не знам, желба. Тоа што се желби и емоции може да ги слушнат луѓето што биле во негова непосредна близина и она за кое што се залага. Ова се што е другото официјално е дел од политиката. Ако јас, како Лени Јовановски, во тоа време како, да кажем, на ноќни волци за Балканот координатор бев повикан лично од Путин да го пречекам во Белград на предстадионот и да гледаме заедно утакмица тамо во Белград, нели му беше на некого некаква порака тоа? Зошто никој Ленин не го викна од било кои структури политички да го праша, чекај бе момче, од кај тебе те најде човеков, што сака да каже сега со ова, тебе што те викна таму и што се те седна до него да гледаш една цела утакмица и да си разговараш со него. Кој си ти, што сака човеков да праша? Никој ништо не ме праша, ниту како што никој не ме праша кога беше моето апсење во Германија, да се јави некој од нашите дипломати да ми понуди некаква помош тамо, за да се разбереме зашто има некој недоразбирање кога патував на прославата од големата победа на фашизмот 70 годишнината кога беше, а што демократска Германија не ја формулира така, него ја вика 70 години од завршување на Втората светска војна. Значи, тие незгодни ситуации кои што се требало некој да ги мисли на време и затоа зборувам. Некои околности, некој треба си го стави прстот на глава за да може да си ги Господин Јовановски, благодарам за разговорот. Вината на Путин зашто не дошол, како не дошол, значи се праќаат одредени политички сигнали, се прават определени гестови. Јас бев исто тој Ленин Јовановски кој што во Русија, како ноќен волк, кај што русите и нашиот председател што е во Русија на ноќните волци, има многу постари од мене тамо кои што можеби поинаку заслужуваат, во Новорусиск на големото шоу што го правеа ноќни волци, бев повикан исто повторно од него да седам со сите ветерани и генерали, до него седнат и тоа го проследи. Сите пишуваат, сите вестници од турски, од кинески. Добро, вака да ме прашам, вака со ова да завршиме. Јовановски. Не знам, Бајден е малку постар, ама некој помлад американски председател, Обама, ако е моторџија, ако е викнеше,
Ке го сторевте ли истото што го направивте со Путин? Апсолутно, господине Зорин. Зашто го кажам тоа со полно право? Јас отидов после нели оние сите санкции што се стави тогаш Америка што ги стави. Отидов да побарам од американската амбасада виза да ја поседам Америка. Добив без проблем никаков 10 годишна виза. На сите прашања што ми ги постави и на се што знаеа за мене. И отидов еднаш бев во посета на Њујорк, вториот пат отидов ја промовирав убавината на Америка во сите тие држави што ги поминав на Route 66, го објавував и кажував и го имав американското знаме на мојот мотор ставено како моторџија. Значи, моторџиите не се луѓе кои што се ограничуваат и кои што се врзуваат на едно нешто. Благодарам, Ленин Јовановски, имавте можност да го слушате. Некоја друга емисија ќе направиме целосно посветена. Стадион. Емисија за вашата вистина.